Длабоко во Националниот архив, декласифициран документ од 1970-тите открива мисија која им пркоси на законите на физиката. Тоа не беше лет на хардвер, туку патување на човечкиот ум во студениот вакуум на Вселената. За време на екот на студената војна, Ција го иницираше проектот Stargate, настојувајќи да го вооружи гледањето од далечина. Нивната примарна предност беше Инго Сван, човек чија свест наводно може да помине илјадници милји во еден момент. Во април 1973 година, на Сван му беше даден сет на координати што не ги препозна. Како што влегол во длабок транс, сфатил дека повеќе не е на Земјата, зјапаше во пустата далечна страна на месечината. Но, месечината не беше мртвата карпа што НАСА ја опиша. Свон пријавил дека видел масивни, продирни кули, структури кои изгледаат како архитектонско стакло кое достигнува милји до црното небо. Како што се приближуваше, описите на Сван се претворија од чудо во страв. Тој тврдеше дека гледа биолошки ентитети, хуманоидни фигури кои работат во сенките на кратерите, управувајќи со напредни рударски машини. Највознемирувачкиот дел од сесијата се случи кога Свон почувствува ненадеен тресок од страв. Тој сфати дека ентитетите не се само таму, тие беа свесни за неговото психичко присуство, гледајќи го назад низ димензиите. Свон нагло ја заврши сесијата, видно потресен, велејќи им на своите раководители дека тие ќе имаат бази таму. Ција веднаш го класифицираше преписот, закупувајќи ја сметката повеќе од 30 години. Додека скептиците ги отфрлаат визиите на Свон како халуцинации, модерните сателитски снимки од лунарниот извидувачки орбитер неодамна снимија аномални блесок, те и геометриски форми во тие точни координати. Податоците укажуваат на огромна можност, дека нашиот најблизок небесен сосед не е толку напуштен како што досега верувавме. Дали Свон беше пионер на нова форма на собирање разузнавачки информации или сведок на вистината за која не сме подготвени? Без разлика дали е производ на надарен ум или поглед во скриена реалност, месечината останува нем сведок. Датотеките се отворени, координатите се познати, но ентитетите од далечната страна остануваат во сенка.